Како што објавивме на почетокот од вестите, раководството на крилото на Алијанса за албанците, предводено од досегашниот министер за здравство Таравари, вечерва во седиштето во Тетово одржуваше состанок на кој што и се очекуваше да се потврди официјално одлуката за излегување од владата. Нашиот новинар од терен Игор Манасиевски веќе најави дека за кратко се очекува да заврши состанокот. Последните информации, веќе е завршен состанокот и Таравари веќе дава изјава, но во моментот дава изјава на албански, го чекаме моментот кога ќе даде изјава на македонски, па ќе се вклучиме директно. Од она што досега го знаеме е дека Таравари веќе претходно најави дека ќе излезат од владата, но дека тоа ќе биде привремено и ќе се вратат посилни прво на локално, па потоа на централно ниво. Беше состанок на председателите на ограноците, на многу функционери, на Алијанса за албанците, на која што констатиравме дека минатата година со гордост ја донесовме промената во албанскиот блок после 20 години. И за тоа сме многу горди. Меѓутоа, промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачавме. И тоа секојдневно граѓаните не критикуваат. Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот. Да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори. Кога со Влем се обидувавме околу 6 недели, иако имаме сопствени советнички листи, да изнајдеме начин за меѓусебна поддршка за кандидатите за градоначалници. Меѓутоа, не успеавме во тоа и денеска констатираме дека доколку има недоверба во тие што се членови на владата, доколку има конспирации и секакви сомнежи, немаме што бараме таму. Едноставно, подобро да бидеме надвор, да се вратиме кај граѓанинот, да го слушнеме нивниот глас. Инаку, да бидам искрен, има огромно незадоволство од сите граѓани, меѓутоа посебно од албанците, за тоа како владее Влем во оваа влада. Што се основните незадоволства? Например, балансерот се тргна и ние ветивме во ноември или декември дека ќе го донесеме законот за правична застапеност. Сега сме веќе 12-13 мај, никаде не е законот. Може би оваа ќе биде тригер фактор за да балансерот помине овие денови, да ни покажа дека вие не можевте, ние го донесовме, меѓутоа и тоа е допринос, и тоа е помош. За жал, мора да констатираме дека во повеќето институции албанците се жалат дека третманот за тие вработени во администрацијата дека е полошо отколку порано, што нас искрено не загрижува. Исто така, многу ни е битен и европскиот пат на Македонија. Ја мислам дека оваа ќе биде тежок период за Македонија. Многу е битно што поскоро Македонија да биде дел од Европската Унија, а ние и како опозиција, впрочем како и кога бевме во власт, се обидувавме во овој правец да фасилитираме и да помогнеме колку што можеме. Така да не ни преостанува друго нешто, освен да кажеме дека одиме во опозиција, се враќаме меѓу граѓаните, и во октомври се враќаме со мощни добри резултати на локалните избори. Ви благодарам. Така, тоа беше обраќањето на Таравари по завршувањето на состанокот на раководството, каде што и официјално беше потврдено дека излегуваат од власта и преминуваат во опозиција. Го чувме Таравари, ги објасни причините, дел од нив се и незадоволството, особено на албанците, од владењето на Вреди. Сите поенти од неговото обраќање и од состанокот на денешното раководство ги наоѓате на нашиот вебсайт и во едно од утрешните изданија на вестите. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.